Со настап на оркестри на ансамбли на плоштадот Ангел Винички во Виница на 16 септември завршува 35-тиот меѓународен фолклорен фестивал Истиванско здравоживо, кој што годинава се одржа онлайн, поточно 3 фестивалски онлайн вечери. Раководниот кадар на фестивалот начело со Стојко Митковски, кој е организатор и директор, одлучи поради пандемијата со COVID-19 Истиванско здравоживо да се одржи онлайн, поради што голем број ансамбли од државата и странство испратија неколку минутно видео со настапи. За крајот фестивалот преостанува настапот на оркестрите, меѓу кои ќе настапи и оркестерот на ансамблот за традиционална музика, песни и ора Митко Алексов од Кочани, со невестинско венчално, подрум Одам, Ангела Богдановска, Рамно Велешко, Ај Ѓурушице, Тијана Јаневска, професор по традиционално пеење. После промоцијата на најновото аудио CD со 20 numeri и трите онлайн фестивалски вечери со учесници од целиот свет, од сите континенти од светот, утре вечер во среда од 19 часот на плошад Ангел Винички во Виница, спазувајќи ги протоколите за COVID-19, имаме убав спектар на фолклорни содржини од цела Македонија. Со задоволство ќе уживаме со ансамблите домаќинот и организатор ансамблот Китка од Истибања, Илинден од Битола, Јане Сандански од Неготино, Цветови од Дедино, ансамблот Митко Алексов од Кочани, Кочорацин од Скопје, Аманет од Скопје, Александар Турунџев од Битола, Ќустек од Скопје, Гоце Делчев од Битола, Триото Гаворски од Тетово и културно-етничкото друштво Кут Дримкол од Вевчани. Ова издание на Истиванско здравоживо е јубилејно. Се одбележуваат два значајни јубилеа: 45 години од формирањето на фолклорниот ансамбл Китка од Истибања и 35-то издание на меѓународниот фестивал Истиванско здравоживо. На Истиванското здравоживо, кој е светски реномиран фестивал, во изминативе 35 години, освен домашни, учествувале и странски ансамбли од разни континенти, а фестивалот го посетуваат голем број граѓани ширум републиката. Организатори домакин секоја година е фолклорниот ансамбл Китка од Истибања под покровителство на општина Виница и Министерството за култура.